представници на Центарот за одржлив развој на заедницата од Дебар, почитувани представници на Основно училиште Ванчо Николевски од Лесковец, представници на Регионален зелен центар од Охрид, почитувани представници на институции, екологисти, волонтери, медиуми, присутни дами и господа. Добар ден и добре дојдовте на овој настан по повод одбележувањето на денот на реката Дрим. Моментално испловуваме со бродот Александрија 2 од Охридското градско пристаниште и полека се упатуваме кон денешната дестинација, а тоа е Струга Калишта. За ваша информација, моменталната температура е 22 степени, а температурата на водата 23 степени. И искрено се надевам дека некој од присутните ќе го искористи овој прекрасен ден и во попладневните часови по завршување на овој настан ќе се освежи во водите на Охридското езеро. За почеток, неколку зборови за Дримскиот проект. Дримскиот проект е меѓудржавен проект финансиран од страна на Глобалниот еколошки фонд од Вашингтон, чија главна цел е создавање на институционална рамка за заедничко управување на речниот басен на Дрим и неговите подбасени Охридско, Преспанско и Скадарско езеро. Проектот се спроведува во 5 држави кои го делат басенот: Република Македонија, Албанија, Црна Гора, Косово и Грција. Финансиската поддршка на ГЕФ во форма на грант изнесува 4,5 милиони долари за трите земји: Македонија, Албанија и Црна Гора, и 1 милион долари за косовската страна. Грција не е корисник на средства од овој грант. Имплементациона агенција на проектот е UNDP Албанија, од каде што се управуваат средствата, а директен спроведувач на активностите е меѓународната организација Global Water Partnership Mediterranean со седиште во Атина. Активната имплементација на проектот е започната во мај 2016 година, а проектот е зацртан да трае 4 години. Инаку, потписници на барањето за поддршка на ваков проект се Министерствата за животна средина на земјите од басенот, базирано на меморандумот за заедничка визија, потпишан во Тирана на 15.11.2011 година, исто така од страна на Министерствата надлежни за управување со водите. Институционално, проектот е поставен на неколку нивоа. Прво ниво е Meeting of the Parties, тело составено од високи представници на владите на државите, министри за животна средина, кој се составува еднаш годишно да го разгледа напредокот на проектот. Спроведувањето на проектот се наблюдува од страна на формираната Dream Core група, во која членови се номинирани представници на министерствата од сите држави. Dream Core групата се состанува 2 пати годишно и плюс инцидентно доколку има потреба. Стручниот дел го работат експертски работни групи, во кои се исто така номинирани представници на институциите и од научната фела. За директно спроведување на активности е задолжен координативен тим составен од проект координатор, проект менаџер и 4 национални координатори во секоја од земјите користички. Денот на Дрим се прославува секоја година во сите подсливови на проширениот прекуграничен слив Дрин под покровителство на Дринкорда и група Дринкор. Главната цел на настаните на денот на реката Дрим е да се подигне свеста на локалните заедници и пошироката јавност за важноста на држливото управување со сливот на реката Дрим и нејзините екосистеми и да се подигне свеста кај пошироката јавност за состојбата на животната средина на сливот и крајбрежните области на Дрим и придобивките од усвојувањето на интегриран мултидржавен пристап кон нивното управување. Темата на овогодинешната прослава е заштита на биодиверзитетот, потекот на реките од сливното подрачје на реката Црн Дрим, изворите на Црн Дрим во Светинаум, Коселска река, мочуриште Сини Виро и Белчишта и текот на реката Црн Дрим. Во продолжение,
го поканувам господин Дејан Пановски, национален координатор на ГЕФ Дримски проект, господин Шуип Марку, представник од Центар за одржлив развој на заедницата Дебар, господја Елена Елнади, директорка при Основното училиште Ванчо Николески од Лесковец, и господин Иван Малезанов, представник од Регионален зелен центар Охрид, да се обретат на присутните. Господине Пановски, повелете. Прво, истакнам дека ми е драго што ова година по седми пат го одбележуваме денот на реката Дрим. Одбележување на ден на вакви водени ресурси кои што се значајни не само национално, туку и во регионално ниво е пракса во сите поголеми речни сливови и реки, така да ги имаме значи, ден на реката Сава, ден на реката Дунав, ден на Меконг реката, што значи ние не сме ништо понастрана и поназад од она што се текови околу заштитата на водните ресурси. Кога започнувавме со ова иницијатива за прогласување на ден на реката Дрим, прво да имавме пред себе сликата дека Дрим го делат сливот, значи целокупниот го делат пет држави и затоа всушност официјалниот ден на Дрим е 5 мај, кое што подразбира 5 месец, 5 ден и 5 држави. Меѓутоа, со оглед на околностите оваа година не беше возможно воопшто на тој ден да се организираат настаните, па затоа во секоја земја, бидејќи овој ден се обележува во 4 земји, во секоја од земјите на денот на Дрим одлучивме да се одбележува тогаш кога ќе се создадат услови. Во Црна Гора условите се создаде, денот беше одбележен, односно настанот беше на 7 јули. Вчера беше настанот на косовска страна, во близина на Приштина, денес е на македонска страна и на почетокот на првиот викенд од септември, 5 септември, планираме сличен настан, односно одбележување на денот на албанска страна. Зошто тргнавме во една ваква иницијатива за одбележување на еден ден? Најмногу за да го зголемиме сензибилизираноста помеѓу населението околу важноста на еден ваков ресурс. Во моментот кога се спојува со белиот Дрим кој што доаѓа од косовска страна, станува голема река, која што знае да предизвика и добри нешта, но и тоа знае да предизвика и големи проблеми. Проблемите најевидентни беа во 2010 година, кога поради високите води и високите водостои, всушност се предизвика големи поплави во албанскиот дел на Дрим, односно пред сливот во Јадранско море во реката Бојана, и во близината на Скадар всушност имаше не само штети околу земјоделското и друго земјиште, туку имаше и човечки жртви. Значи ова го кажувам за да се има представа каква голема река всушност е Дримон, посебно во втората половина од својот тек и при спојувањето со дел Дрим. Заради тие специфичности кои што се на самата река и посебно заради делот што таа е силен енергетски потенцијал за земјите низ кои тече, ние влеговме во еден процес на управување со реката Дрим, затоа што Дрим ни беше голема непознаница на самиот почеток, а и години наназад во Дрим не е баш многу работено за да имаме најсвежи и најквалитетни податоци врз основа на кои можеме да носиме одлуки. И таквиот еден процес предизвика да вклопиме во него еден голем број на научници, голем број на експерти, меѓутоа голем број на лица кои што се дел од политичките влијанија во контекст на донесување на одлуки. И во еден таков развој на настаните успеавме ние да завршиме таа така наречена трансгранична диагностичка анализа, успеавме да го направиме стратешкиот акционен план кој што е одобрен од сите држави и сега во наредниот фаза на тој процес
треба да всушност имплементираме мерките кои што се предвидени со тој план. Денот на Дрим е еден дел од таа активност која што работи на зголемување на свеста, затоа што видовме и посебно во овој нов развој на настани предизвикани оваа година од вирусот, видовме дека всушност она што ние го третиравме како нормално, како однос кон животната средина, всушност било ненормално. Затоа што се однесувавме кон животната средина како кон нешто што не е битно, значи вршевме загадување од најразличен вид, не само обично од соцот, туку загадување преку урбанизација, загадување на водите. И всушност она што нас ни треба е да ова актуелно се нарекува нова нормалност, но не во смисол на елементи, туку во смисол на управување со животната средина. Значи да престанеме со сите тие активности кои што претходно ги има. А за да престанеме не треба само пароли, значи не треба само да зборуваме со една доза на патетика во смисол дека ете како е загадено, како не се води сметка, туку треба да се несат решенија и одлуки. И ваква една сензибилизација, значи на јавноста, всушност треба да притисне кон оние кои што носат одлуки, дали се на централно или на локално ниво, и да почнат да носат одлуки во интерес на заштитата на животната средина. Денот на Дрим е поддржан од глобалното партнерство за води Медитеранија, кој што е всушност имплементатор на целокупниот дримски процес, и тој ден кој што споменав годинава се држува по седми пат, треба да стане пракса и после завршување на некои актуелни проекти кои што се уште во тек, односно општините, државите да си го преземат во сопствена поддршка и финансирање. Вие како учесници во овој процес, всушност станувате дел на целокупниот управување на Дримскиот процес, дали се работи за едукација, значи тоа што е од најниско ниво во смисол на образование, значи предшколска возраст, школска возраст, или се работи за едукација на академско ниво или на научно ниво, сето тоа преку ваквите активности ќе стане дел од квалитетното управување и заштитата на водните ресурси. Мене ми е драго што сум дел од овој дел, што ја представам таа организација која што го поддржува, и мојата порака всушност е да преку вакви активности, меѓутоа и преку притисок за донесувачите на одлуки, ние да започнеме на нова ера на однесување, заедно со партнерите од сите држави со кои што ги делиме водните ресурси, и да покажеме дека нова генерација што доаѓа ќе има далеку поголема свест од оваа генерација која што е мојата или претходна генерација кои што се однесувавме малку невообичаено кон животната средина. Значи, ви благодарам уште еднашка, ви честитам на овој уникатен настан што го организиравте, и се надевам дека наредната година во да речем нормални околности ќе можеме да продолжиме со спроведување на овој ден, иако за наредната година планирам ние заеднички настан на сите држави, значи сите држави да имат еден настан, што ќе биде една круна на обележувањето на Дрим, на денот на Дрим, но за тоа ќе зборуваме на наредната година. Благодарам уште еднаш и честитам. Дримот е река која не соединува 5 држави, 5 народи, но не е само ресурс на вода за нас, туку е ресурс за економија, за наш живот. И луѓето кои живеат покрај реката, покрај Дримот, покрај сливот на Дрим, се емотивно врзани. Например, голем дел од тие се викат реканци, местото се вика река, исто во Албанија љума, значи се е поврзано, и мислам дека ние треба да управуваме паметно, пошто на вистина не е бисер, туку е диамант.
сега во времето кога поради климатските промени секаде во светот има и се мисли дека ќе има недостаток на вода, ние тоа го имаме и сите анализи викат дека цената на водата ќе биде неколку пати по-скапа од нафтата. Значи, ние треба да го чуваме ова и да го развиеме, но не само како вода, туку и како живот. Да го развиеме туризмот, да го развиеме економијата, земјоделството и секако, покасно ќе зборувам подолго, на другите народи и на морето да не праќаме смет, туку да праќаме бистра вода како е кај нас. Денеска ви пожелувам пријатен ден, да споделиме искуства, да споделиме идеи, за да можеме во иднина да развиваме и проекти, да даваме сугестии во органите кај се донесуваат одлуки, тие да се не само за интерес на бизниси, туку да се за интерес од целото население кои живеат покрај реката, но и пошироко. Дринен е кеми пасури е циля нукму да влерсоет, си пас решиме ве климатике чендови на бот, шоим се чмими уит, мунге се уит да тијат шуме маде на бот, за чмими уит да тијат диса јарма и ларце и нафтас, не е кемијат пасури, дуета руајма, por të zhvillojmë edhe ambientin për saj, gjithashtu duhet që të ndikojmë te politika, te vendimarrësit, që vendimet që të sillen të jenë në interes edhe të banorëve që jetojnë në Drinit, jo vetëm për interes të biznesit. Gjithashtu apeloj që duhet të punojmë të gjithë që këtyre 5 shteteve që jetojnë edhe deti të mos I çojmë veturina për t'ja çojmë ujin të pastër. Ju falenderit, më vonë do të kem rastin të flasim më gjatë.